Огнометот беше катастрофален лани. Погубно за сите, цел град реагираше и кажа дека таква задоволство не е потребно на градот. Јас лично, со моето милениче, не можев да стигнам до дома, за да го згрижам, за да можам да му дадам потребна помош од сета таа бука што беше створена. Тие се хистерични напади на животните, реагираат на секаков начин, не се знае како може да нападне и човек тогаш, че стануваат премногу агресивни. Јас, например, од Сити Мол до мојот дом, кој што се наоѓа на 150 метра од него, стигнав со искината мајца. При тоа, знам дека миленичињата можат и здравствено исто така да заболат при такви моменти, ако не се лаже. Точно. Заболуваат. Стресови, секакви, секој стрес, не само за милениците, него и кај човекот се јавува стрес. Ова не се работи само за миленичиња, се работи и за луѓето кои што живеат во оваа средина. Значи, сите прославуваме родендени, сите правиме родендени, но на ваков начин на никого не загрозуваме ниту мир, ниту спокој. Огнометот е непосредно до вашиот дом од една страна, од друга страна непосредно до детско игралиште, непосредно до кеот. Ваш коментар оваа година видовме дека повторно има голем габарит поставено на огномети. Што мислите, што ќе се случува вечер, како ќе го спречите тоа, живеете непосредно тука, ви се нанесува на некој начин штета? Ево, излеговме тука, дојдов, реагира во Прокредит банка, бев награден со еден чадор од господјата која што и уште ми предложи да моите љубимци ги сместам во хотел за згрижување и да донесам фактура која што они ќе го платат. Ама ме замолија да бидат само моите згрижени на тој начин. Јас јавно кажав и им кажав дека моите љубимци ги чувствувам исто како моите деца. Колку што ги сакам кучињата, толку ги сакам и моите деца. Јас на сите ќе им кажам во Карпов 4 дека вечер ќе има огномет. И сите треба да се припазат од сето тоа задоволство кое што они го сакаат да го пружат на нив, а ние треба да страдаме овде заради нивната задоволство за нивниот роден ден. Значи нема сепак да го повлечат огнометот и покрај вашата голема реакција. Ви објаснија ли од кои причини го прават овој со толку голем габарит на огномет? Само ги праша финансиски, прво ги праша финансиски колку ги кошта. Тоа е интерно нивно ми одговорија. Јас им кажав дека моите љубимци коштаат 25.000 евра. Каква е квадратурата на огнометот според ваша проценка? По моја проценка грубо околу 500 метри квадратни се поставени експлозивни направи, односно пиротехнички направи. А плюс има и гледате позади нас, и уште и паркинг, узурпиран и затворен паркинг, зашто за некој да прославува родендени и да ужива во тоа.